Добро вечер, почитувани. Добре дојдовте во За или Против. Насловот на вечерашното интервју, односно вечерашната анализа е кој го спаси нафтениот Султан Јаховски од затворски притвор, односно има ли врв организираниот криминал на тема мазутот, односно последниот скандал, последната операција за која сведочиме овие денови. Имено во кривичната, односно иницијативата на антикорупцијска комисија своевремено за кривично гонење стои тогашниот министар Кришник Бектеши и интересно е како исчезна од целиот случај во последно време овој човек, но тоа секако ќе го дискутираме вечерва, ќе биде и предмет на нашите анализи во информативните изданија во деновите кои следат. Вечерва предпоставувате темата е ова, односно влегуваме со истата, секако нема да ги избегнеме и судско-обвинителските карики кои условно речено го менаџираат организираниот криминал на начин на кој што на особено власта на СДСМ и ДУИ им одговараше. Вечерва во За или Против разговарам со адвокатот кој во мнозинството од својата кариера работи токму на организиран криминал и на потешки дела од кривични дела од ваков и сличен тип, господинот Сашко Дуковски. Добро вечер и благодарам што сте дел од За или Против. Добро вечер, ми беше чест да дојдам. Судот и обвинителството се врза буквално во чвор на тема притворот на Јаховски, кој му овозможил наместо во шутка притворот да го издржува дома се уште останува нејасно. Обвинителството за организиран криминал денеска обжали одлуката на судиката, читам Сандра Крстек, за кукиниот притвор, откако пак обвинителката Катерина Коларевиќ првично се согласи, ама потоа се предомисли. Зошто е нејасно? Па нејасно е затоа што нејасно е прво едното и другото соопштение. Соопштението на основен еден вели се од кога се произнесол осомничениот. Јас не ги знам деталите за волја на вистината, не сум таму бранител, но ги ценам само соопштенијата на судот. Вели кога се произнел осомничениот, кога имате предлог за притвор, се произнесува осомничениот дали постојат околностите наведени во барањето за определување на притвор. И по произнесувањето, вели соопштенијето на основен суд Скопје 1, се согласила обвинителката. Од друга страна, ако се согласила обвинителката со тоа мене ми кажува дека обвинителството за организиран криминал дошло со готово барање, односно со предлог за определување на притвор, инаку со што би се согласувала. И потоа е определен домашен притвор. Таа одлука не е секако правосилна и може да потрае недела или 48 часа е рокот да се произнесе основниот суд, односно кривичниот совет за организиран криминал во основниот суд, но дали ќе се бара јавна седница, нема да се бара јавна седница, но сметам дека голем улога за поднесувањето на жалбата одигра јавноста, затоа што сметам дека овде немаше да биде поднесена жалба доколку јавноста не се дигне. Така. И повторно се ограничувам, бидејќи јас не сум во тој предмет. Да, ја дискутираме како правник и како адвокат. Не сум во тој предмет, но сакам да кажем една работа. По суштината, организираниот криминал предпоставува група, банда или друго злосторничко здружение. Ако првите тројца се припадници на такво злосторничко здружение, тие имаат некаков статус на соизвршители, така да речем. И сега не можете да бидете за еден мајка, за друг маќа. Со тоа не сакам да кажам во ниеден момент дека јас како бранител никој не сакам да одам во притвор. Тоа е мојата функција, но ако сметате, јас не, повеќе ми смета, значи не можете парцијално да ги гледате луѓето и осомничените. Имено имаме случајот со Милејана Киевски, кој што знаеме како беше третиран и во времето на притворот, и потоа знаеме колку време помина во притвор. Исто така е татко на малолетни деца, понатаму да не спомнуваме за осудените во времето кога им се судеше за 27 април, во какви услови беа третирани. Тие сите се родители на малолетни деца и во тоа време Игор Јуки, тој има исто повеќе деца, но она што е исто така
што ми смета. А ако веќе не бараш притвор или ако веќе не определуваш притвор, тогаш биди конзистентен и не определувај притвори за другите двајца, а не сега да не определуваш токму за еден лик притвора, за другите да определуваш притвор. Тоа ми смета, значи во иста постапка за исти действија, различни аршини и различно однесување. Значи тоа за некого мајка, за некого за маќа, некого мајка, за некого маќа. При тоа бар последната пракса на обвинителството за организиран криминал за екстремно банални предмети се држат луѓе во притвор. Јас имам човек кој што има карцином и кој што оди на хемотерапија секој месец по 5 дена, лежи трети месец за све живо. Покушав па сега да видам деновите лежи за 3 грама кокаин. Ако тоа е помалце од вакви помалку работи, криминал од ова, и секогаш обвинителот таму евра, и таму секогаш обвинителот се противи на барањето за определување на поблага мерка. Значи све би било во ред кога ова би било пракса на однесување, да не се определува притвор или веднаш да се бара некакво обезбедување и така натака, но не можете конкретно за конкретен лик и во конкретна постапка да се однесувате надвор од вашата пракса. Тоа е за мене недозволиво и дава голем сомнеш на некакво си политичко влијание. Кога сме кај политичкото влијание, одличен прелаз, што би рекле србите, во следното прашање. Премногу е симптоматично или премногу е наивно да не веруваме дека влијанието е директно од страна на господинот Ислам Абази, обвинителот чие семено стебло е што директно, што индиректно врзано со високите функционери, односно семејството Ахмети, лидерот на ДУИ. Знаеме какви финансиери се Пуцко, Петрол и така натаму на ДУИ своевремено и слично. Што требаше да направи републичкиот јавен обвинител кога се крена фамата во однос на тоа дека Ислам Абази кои се механизмите што требаше Коцевски да ги преземе, може ли воопшто и кои се, кога се крена во јавноста фамата дека Абази директно влијаел за Јаховски да има куќен притвор, а не затворски? Па што требаше да прави? Па не е само овој предметон што овој се дигна таква фама затоа што таткото на осомничениот е главен финансиер на ДУИ, но имате вие и многу други предмети каде што републичкиот обвинител требаше да излезе од хибернација, а он беше во длабока хибернација и се уште е. Кажува некакви флоскули што не држат. Знаете, во обвинителството и според законот за јавно обвинителство имате субординација. Значи, он директно реферира шефот на обвинителството за организиран криминал и корупција кај републичкиот обвинител. Знаете, вие ако сакате да склучите спогодба за признавање на вина, не оди во више обвинителство, не оди директно во републичко обвинителство. И како тоа? Тоа ви е исто како во војска, значи хиерархија и субординација. Значи морате да го слушате, значи морал нешто да превземе. Значи пак повторувам, значи на обичен човек што е на инженер му е чудно зошто за еден притвор за друг, или сите да не одат во притвор, или сите да се определи притвор. Иако јас сум еден од најголемите противници за определувањето на мерка. Тоа е по конвенција за човекови права, на определување на мерка притвор, што кај нас се злоупотребува и представува всушност казна без правосилна пресуда. Но и тоа како можел републичкиот обвинител, ако ништо друго, да го повика да му даде информација, да се координира за причините на таквото постапување, што да прави. Вака излегува. Јас да не ми замерат колегите од тоа обвинителство, но вака излегува малку непрофесионално. Ајде сега не бараме овакво, се согласуваме барем да нема мерка притвор, но еве се дигна јавноста, па дај сега ќе обжалиме таа постапка, што сметам дека многу е далеку од законските одредби од Законот за кривична постапка за постапување во
Добра, во судиите е клучното аминување де факто во ред. Меѓутоа ми останува во глава да ми звони ова што го кажавте пред малку, значи за 3 грама кокаин човек во затворски притвор кој е оди на зрачење, прима цитостатици 5 пати како рековте во месецот. 5 дена во секој месец. 5 дена секој месец, за него никако не се прифаќа куќен притвор или поблага мерка, додека овде имаме 160 милиони евра државни пари. Дотолку повеќе штетно гориво со кое се загадува здравието, воздухот на луѓето континуирано со години наназад. Значи, зошто судот овие параметри не ги има како... Видите, судот што ќе прави судијата на претходна постапка ако му дојде обвинителот? Овде е друга ситуација. Ама што ќе прави судијата за претходна постапка? Значи, барање за притвор определува, поднесува надлежниот јавен обвинител. Ако јавниот обвинител вас како судија на претходна постапка, кога ќе ви го донесат осомничениот, не ви поднесе барање за определување на притвор, вие не можете сами да му определите притвор. Вие можете, вие единствено можете, ако ви е поднесено барање, да го одбиете тоа барање за притвор. Но не и ако нема барање. Така да судот би можел да биде не виновен, него судот би можел да биде кабает во случај кога било побарано притвора, а не било определена мерка притвор, а во конкретниот случај имало околности многу за определување на мерка притвор. Овдека е некаква си, не знам како некаква си правна ситуација каде што гледате соопштението што вика. Се согласил јавниот обвинител. Што значи тоа? Ви кажувам, ви го повтори преска. Кажал, нема да бегам, деца ова она, врски со државата, многу вработени и така натака. Па секој трет ги има тие прерогативи, па одат многу луѓе во притвори, седат по 7, 8, 10 месеци сега. Така да сметам дека повеќе е поделена е тука одговорноста најмногу, но сепак сметам дека обвинителството содржи поголем степен на одговорност. Добро, мислите дека тука е во игра, бидејќи еве имаме промена на извршна власт, промена на ситуациите, секојдневно речиси пораки за реформирање, за темелно чистење и така натаму, и дури и во ваква ситуација се дрзнуваат да влијаат на вакви типови на носење на одлуки. Ова е влијание или се работи баш најдиректно? За пари едноставно. Како се прави, што мислите сега во оваа конкретна ситуација? Не за случајов, па и за случајов. Зборувам во ова време, конкретно сега. Зарем не има страф на судиите и обвинителите дека промените веќе значат постегнат обрач на некој начин? Па на секој нормален човек би требало секој нормален човек, дали било тоа судија, адвокат или обвинител или правобранител, би требало и тоа како да му влијае на неговата свест, како се однесува кога гледа. Поинтава ми е дека не се толку можеби под притисок колку што се сервилни, односно колку што им е важно видите, да некогаш не мора да бидат динар или... Не иде, видите, значи многу е непристојно од моја страна да коментирам дали станува збор за некаков класичен коруптивен момент. Поготово што ви велам, не сум во овој предмет, но повеќе сметам дека станува класичен муабет на трговија со влијание. Значи класичен муабет, дали тоа е од повисоки структури кои што независно од која, од една или од друга партија, кои што влијаеле да бидат во одредени предмети да бидат донесувани определени одлуки, што во секој случај не е во ред, но мене лично ми се допаѓа дека ако ништо друго, барем оваа влада прави забележителен напор да работите ги доведе на право место. Видите вие сега, не можете вие од една кал која што била долги години, 7-8 години, да вие сега направите скандинавско законодавство право или швајцарско право. Значи тоа све да се промени, да се чипови да им се стават на сите нас и вклучително и мене, ќе треба
ќе треба најмалце 10-15 години. Тоа е вака моето скромно мислење, затоа што Морам да се сложам со вас. Видете го начинот како се бирани обвинители, одредени, не сите. Видете го начинот како се бирани определени суди, не сите. Значи огромен процент се изузетно честни, но не мене лично многу ми сметат тие семени стебло. Исто така како ја уште не можам да излезам од шок, како можда човекот е најдобар, ама сега да кажам како може оној синот на поранешниот спикер на парламентот, значи да нема завршено факултет. А да полага правосуден. Факултет да нема завршено. И он вели, па јас знам кога сум учил правосуден испит, колку сум учил, значи 2 години морате да бидете приправени. Значи он полага без да заврши факултет. И он спикерот вели, па и моето дете треба да нешто да работи. Па кој ви забранува да работи? Ама како може за мене да важи закон, за него да не важи закон? Значи тоа е најбрутално повредување и кршење на законите. Тоа е една работа. Втора работа, видите што се случува у судски совет и видите што Кога се сме случува. кај тоа, Дуковски, кој треба да одговара за ова што полагал правосуден, освен самиот Добра, нели? А тука имате дебела кривична одговорност. Дебела кривична одговорност имате вие тука. Имате вие во Министерството за правда, имате комисија за полагање на правосуден испит, имате која што ги гледа документите. Поранешната председателка на антикорупцијска комисија, која слушнав, викам ај. Она се обратила до Тетовскиот ли кој веќе универзитет, они рекле немаме такви податоци и мирна бачка. Чекај бре човече, има предмет за него. Јас имам положен правосуден испит пред огромен број на години, па се уште седат моите документи во Министерството за правда. Отвори го! Многу проста работа. Кога се запишал на факултет, дали и кога завршил факултет, дали исполнил услови за полагање на правосуден испит. Па нема попроста работа од тоа да се утврди. А не, тука имате и кривична одговорност, а секако дисциплинска, да не зборам политичка и морална. Кривична одговорност имате тука. И не може така да се продолжи ако сакаме да направиме некаков си систем правен кој што ќе се заснова на докази и на владење на право. Така да се вратиме на притворот на Јаховски, уште само ми остана како отворено прашање, може ли и требаше ли, и треба ли уште не е доцна, обвинителскиот совет некако да реагира? Или како лаик ве прашувам, бидејќи не знам? Па видите, пак ќе се ограничам, јас не сум во тој предмет, но сакам да ви кажам дека формално правна обвинителката ќе рече јас сум чиста, јас си останав на предлогот на притвор и затоа сега поднесов жалба. Што ќе речете вие на такво постапување? Не можете да ја речете ништо. Ама да видиме дека барем се залагаат за некаква, не знам, рамноправност во овие третмани, чисто да видиме дека се менува нешто. Јас ви кажав дека тие две институции не треба да постојат. Барем да не постојат во ваков состав и во вакви со вакви надлежности. Иако ситуацијата, морам да повторам, во Советот на јавни обвинители е нешто подобра во судскиот совет. Значи, ја ова 100 пати го зборам. Ајде, еве, вие сте новинар. Што направил тој судски совет во поранешните 7 години? Што направил? Една работа, кажете ми, што направил корисна за правосудството? Апсолутно ништо. Што избрал деца на партиски функционери кои што се посебна каста, што мораат да бидат избрани за суди. Што разрешил по нарачка некој судија што не им влагал, како што велам јас, во винкла. Што они направи? И трета работа што најмногу ми смета и што тоа го зборам и стално го зборам, некој можеби ќе ми пререче за тоа, но јас не можам тоа. Значи, моето сваќање на правото не ми дозволува да прифатам дека може стручен соработник или службеник во општина или судски службеник во апелационен суд да одлучува за разрешување на судија на Врховен суд. Тоа кога некој ќе ми го објасни, а еве сега тоа го имате.
Да. Тоа кога некој ќе ми го објасни дека тоа така треба и така може, јас ќе му речем, јас се извинувам што лупам глупости, но еве нека се обиде некој со разумна дебата да ми го објасни. Ја гледам председателка на бивша, искача вчера на собрание истите флоскули, тефтерчиња, ваква, таква. Па што направивте вие? Што вие направивте? Донесувате само заклучоци, имате... Јас сум престанал да пишувам било какви поднесоци до судскиот совет и тоа веќе одамна. Зошто? Затоа што нивното однесување е секогаш исто. Вие ќе се обратите, ќе се пожалите за некој судија, они веднаш ќе ви вратат дека да, го примивме вашиот поднесок и тука се многу брзи. За 2 дена ќе ви вратат и не пипаат после. Не пипаат, само ако треба некој теледиригирано да се разреши или да се како се вика, да се избере. Значи апсолутно нефункционалност тоа. Ма как, во право е премиерот се, јас да не искочи сега дека го глорифицирам, но во право е, се гледа, тоа е мртво ткиво, се гледа. Тој излезе со изјава денес дека 5% од судиите и обвинителите се токму тоа последниот браник и цврст штит на поранишната коалиција СДС-ДУИ, а дека најголемиот дел, односно 95% и од обвинителите и од судиите се луѓе кои што честно си ја работата. Впечатокот во јавноста не е согласно овие проценти, јас верувам дека премиерот сакал политички да ги ухрабри, а оние кои што се уште се во некакви стиги, можеби притисоци, чии интегритета заробен или не знам како да кажам, меѓутоа впечатокот во јавноста е де факто дека се најголемиот дел токму измеќари, а не дека се само 5%. Видете, вака да ви кажам, ви почнам прво од обвинителството. Јас сум многу позитивно импресиониран од една група на млади обвинители кои што работат во скопското обвинителство. Тоа се едни брилијантни момци и девојки кои што знаат што е право, имаат и една општа култура. Вие не можете да бидете добар практичар ако немате општа култура, ако не сте гледале филмови, читале и така натака. Не можете вие да не зборите странски јазици и така натака. Не можете вие од аквариум да дојдете во судници да бидете неук ќе бидете, колку сакате знаете право или бидете добар студент. И јас гледам тамо такви кадри, да тоа е стварно, мислам, не би се засрамила ни Америка да ги има такви кадри. Слично гледам со млади судии што се многу писмени, многу фино го применуваат правото и навистина сметам дека огромен процент од судиите и од обвинителите се апсолутно стручни, правно подковани и имаат добар правен резон. Само треба да се остават на мира да работат. Да престане со тоа, со тие притисоци. Тука има една друга работа, знаете што се случува тука. Но еве скопски обвинители што ги пофаливте практично, што е супер информација. Видите работа и покри сите. Ма супер работа. Ма знаете како работат? Толку се коректни. Баш го применуваат правото. Значи баш го применуваат правото. Значи јас стварно јас би подпишал до крајот на мојата кариера да работам на спротивни страни, нека губам предмети, не е спорно, ама знаеш со кого имаш работа и како се однесуваат. Една работа што ми смета да кажеме, тоа не е само моje мислење, него тоа е мислење на сите вака мои колеги кои што работиме организиран криминал или значи има еден феномен во тоа обвинителство на организиран криминал, да успехот на постапките е 100%. 100%. Да, ова ми го зборувавте пред да влеземе во студиото и многу ме заинтригира. Ја не можам да разберам. На сите предмети не е... еве, ајде, ако сум утнал 2-3%, ама околу 100% е. Значи, не можете вие секој предмет да ви е толку изработен и секој предмет да ви е толку добар и така натака. Тоа
Тоа Има ли во европски вези миеве такви статистики? па јас сум одел на судење секако како спектатор, немам право да учествувам. Сум одел и во Италија, и во Шпанија, и во Германија, сум одел и во Обединетото кралство. Нигде не сум видел таков феномен. 100% имате. Тоа ја не знам. Еве нека ме дементираат, нека речат не е 100%. Ама ако е испод 96-7%, јас ќе им се извинам. Да, не поврат по шија, но сакам да кажам. И сега они ќе најдат свое образложение, ама добро ги обработивме предметите и вака така, значи не е, како може да биде степенот на успех во основното обвинителство и таму работат по ист закон за кривична постапка, што се овие посебно. Само што колку е таму степенот на успех? Па не можам да знам точно, но секако е многу помало од ова. И навикнати признај вина. Абе чекај, како да признам вина ако нема докази и дури на база на што е имала бројката на скоро еве нека е рече се 100%. Па на база не разбирам. На база на тоа со барање на притвор за секој предмет. Во тоа кога вие веќе ќе седите во притвор 7-8 месеци ќе ви збоктиса. И вие ќе речете, дајте признавам вина, ќе поминам нешто полесно. При тоа ќе имате мешавина на претење со мешавина на убави ветувања, ќе поминеш вака, ќе поминеш така. Ако не признаеш, ќе видиш што ќе ти се случи и така натака. Што мислам дека не е... Сакате да кажете дека најмалку се работи на сериозно обезбедување докази, а повеќе се овие шемина. Па не дека не се работи. Ама не можете вие наместо да биде обратно. Значи, полицијата е сервис на обвинителството. Овдека е обратно. Еве сега сум ја у некој предмет, не е битно. Значи, ние седиме, слушаме 10 дена, окей, има битни работи, ама ние слушаме 10 дена како некој се тепа со некого, а се работи за дрога. Слушаме интимни работи, како некој се удвара на некоја. И сега, кога вие го прашувате тој обвинител, добро, зошто ги пушташ овие работи? И имате еден лесен одговор кој што ви вели, па така ми го даде полицијата единица што е за посебни истражни операции при МВР, така ми ги даде полиција и они не се филтер, него како ги примаат, они ги пуштаат и ги изведуваат. Иако некогаш има такви глупости, нема такви глупости што нема врска со предметот. Не знам, тоа и имам впечаток дека таму, еве да речеме, имате предмети со по 20 обвинети, 30 обвинети, масовни предмети. Да не мора секој предмет да биде во организиран криминал, не мора секој предмет да биде така бомбастичен. Више, вие давате една тежина на тие луѓе и тие се веќе осудени со самото влагање во судница кога имате некој предмет од 30 луѓе. Па вие само записник да направите за толку обвинети со земање на генерали и ќе ви треба 40 минути за тоа. И сметам дека таму треба да се направат корените промени по истиот закон работат како основното обвинителство, но не знам дали се сметаат за кремот на обвинителството. Ајде, кога сме кај обвинителството за организиран криминал, имаме уште околу 4-5 минути пред паузата за реклами, да се вратам на делов со Јаховски, спомена во најавата дека во првичната иницијатива за кривично гонење на антикорупцијска стои името на тогашниот министар Кришник Бектеши на темава со мазутот и целиот овој случај. Каде исчезнува името се? Вие неколку пати повторивте дека не сте дел или внатре во случајот да ги следите сите процеси, но еве мене како граѓанин ми е нејасно. Исчезнува на патот од антикорупцијска до обвинителство? Не разбирам каде е делов кој што или до МВР, не знам. Формално правно и да прашате представник на МВР и да прашате представник на обвинителството, штом не го опфатиле, ќе ви речат да, добивме ние пријава од ДКСК односно иницијатива за гонење, но во предистражната постапка, нивниот омилен термин, кога вршевме нашите истражители, кога вршеа истражување, утврдивме дека за него нема ништо и затоа не го опфативме. Прилично сум сигурен дека ќе добиете таков одговор. Да, ма 160 милиони евра државни пари без крем
off the крем, или како и да е, ваква кражба на парите и ваков скандал финансиски не може. И ние некако се навикнавме дека од организираниот криминал обвинителството, на крајот во процесите страдаат втори, трети ешалони, не знам, директор, некој да... Топ of the top ги нема никаде. Па ги нема никаде. Тоа ви е тоа тргување со влијание. Не е секогаш корупција или финанси, баш како финанси, брутални пари или така натака. Тоа е тоа сум те учинил, си ме учинил. Така да искачаат како некако политички партии, туку како друштво со ограничена одговорност за вршење на политика и ти ставот на антикорупцијска тогаш дека станува збор за системска корупција, не поединечно, туку во системот. Па видете сега, се работи за набавка на мазот за јавни установи. Значи вие морате да имате тендер. Ја не знам дали е точно, еве по 6 пат ќе речем, не сум ја во тој предмет, така да со резерва би сакал да се земе ова што го зборам. Но еве, не знам кој искочи вчера на телевизија, видов дека само еден тендер стои дали беше во бюрото за ревизија или во друг орган. Од толку само еден стои. Јас од друга причина, од една друга национална телевизија знам, затоа што не сакам сега да го еден од осомничените претеше на таа национална телевизија, а таа национална телевизија извади референтни податоци од овластен апсолутно, не може да се спори. Јас ќе кажам емисијата Код на апсолутно. Не може да се спори нивната заслуга во откривање во насево. Значи они не објавуваат што им текнало, него објавуваат релевантен податок дека има повеќе вода и PM честички во мазутот, односно дека станува збор за ѓубре. Ама тоа е анализа на референтна лабораторија, призната и акредитирана во Лондон, а не на во некоја гаража направена. И после се закануваше и со тужби и од тоа тресла се гора, родил се мишни. Тужби имаше ни. До кога новинарите ќе вршат работата на обвинителството и на истражните органи, мислам, тоа е една тешка перверзија. Тоа ви е прашање од $1.000.000, еве ви го, еве сега ќе ви кажам еден многу добар пример за хибернацијата на сегашниот републички обвинител. Он вели, па ние чекаме кривична пријава од полиција. А што ако немате вие кривична пријава од полиција? А знаете дека нешто некаде е смрди. Допрениот глас има. Зошто е тоа допрен глас? Па ќе му дадеш наредба, оди влези таму, побари податоци, направи финансова истрага, влези во банка, види го текот на парите, види колку е увезено, каде завршиле тие работи. Значи, јас сега треба да си седам фино, лепо, ниеден обвинител у ниедна нормална држава не работи така. Тие работат барабар со полиција. Значи, не можам ја да чекам полиција мене да ми даде кривична пријава, ако сака да ми даде кривична пријава, па ќе постапувам. Ако не ми поднесе кривична пријава, па што да правам ја? Мислам, тоа го изјави републичкиот јавен обвинител. Јас се шокирав, го слушам, викам, човече, што збориш, викам. Да, восочни фигури наместо борци за правдата. Добро, одиме и натаму на тема обвинителите, пред се судиите, интерпелациите се актуелни деновиве, реакциите од таму. Тоа ќе биде нашата следна тема. Ве поканувам да не заминете од оваа фреквенција, за кратко се враќам. Дали си нормален 10 години е декриминализиран? Добре дојдовте назад. Не престануваме да зборуваме на тема абсурдите правосудни. Помалку инсистано смевнуваме на истата на тема креирајќи како вицови, бидејќи реалноста сериозно е сурова и сериозно и бројките во однос на довербата во правосудниот систем ви се јасни и се далеку од одење кон добри, така што имаме уште многу работа. Вечерва со мене во за или против е адвокатот Сашко Дуковски. Стигнавме до тема судскиот совет, односно последните случувања, изгласувањето на интерпелациите. Имено од судски совет засега не споделуваат информации кога би била нивната
таа нова следна седница како беа изгласени интерпелациите. Она што е последни пораки од власта се дека и Адеми, Дамева, Црвенковска, Чачарова, Илиевска и Мустафа дека треба да поднесат оставки, дека веќе не се пожелни во ова тело како такви, меѓутоа тие пак велат дека ќе чекаат мандатите да им заврши. Јас не можам да го разберам тоа. Навистина не можам да го разберам тоа и тоа е надвор од мојот памет. Ако некој кој што тебе те бирал смета дека со оние заклучоци дека ти не работиш добро, а и целата јавност гледа дека се они сервис на политичка партија, дека служат само за извршување на партиски задачи, и ти велат јасно и гласно, 70 или колку пратеници гласаат таму, во највисокиот дом, и ти викаат луѓе, вие не ве бива за ова. Ви доаѓа оној хорватин, хрватот председателот, бившиот председател на Врховниот суд, ви кажува катастрофа. Ви кажуваат 100 странски фактори дека аливични за ова, дека вие ништо не правите и вие не попуштате, што би рекле србите, ни јота, сакате да си го издржите мандатот. Точно, интерпелацијата не значи разрешување, но јас лично би се срамел кога некој кој би ме избрал ми вика ти си неспособен, нестручен, непрофесионален, едноставно не работиш добро. И ако е тоа така, прво што би направил јас, би си дал оставка. Одма би си дал оставка. Па излези на пазарот на труд да видиме колку вредиш. Доста зачаурени и само да употребуваме два збора и некакви флоскули, интегритет, тефтерчиња, вака така. А вие што направите 7 години? И одма се скока еве извршната власт не се Ама меша. што е извршната власт? Што е извршната власт? Собранието, извршната власт како таква може да дава предлози какви сака. Она не разрешува, значи она бара. Собранието ги изгласа интерпелациите. И сега ќе плачеме траорни крокодилски солзи, демек тоа било невидено во животот, тоа никогаш не се случило, тоа било вака, тоа било така, а дали било видена таква неактивност и таква пасивност во овие последни 7 години? Дали тоа било видено? Дали она што ви го кажав, може нестручни луѓе да одлучуваат за разрешување на суди. Нека дадат информација што сработиле. Не, ти можеш да имаш седници секој ден и дали биле тие јавни или биле затворени за јавноста. Кој е бенефитот на македонското правосудство од нивното сето? Тоа би го сублимирал. Кој е бенефитот од нивното екзистирање за македонското правосудство? Ја не гледам. Напротив, во негатива се. Па, ултра. Сега, едната од нивните начини на бранење, или можеби не е нивна директно, меѓутоа на оние кои не сметаат дека ова е правецот во кој треба да се движиме, за кој што јас и вие сега зборуваме, е дека треба да се почека новиот закон за судски совет кој што се прави, за да не биде дека ако овие се тргнат, дека на ист начин ќе се изберат следните и дека тие повторно ќе бидат полтронски суди кои ќе бидат дел, односно членови на судскиот совет. Треба ли да се чека новиот закон за судски совет или треба поинаков притисок еве јавноста? Тоа е она кое што е исто актуелно овие денови, дека јавноста треба да го направи притисокот. Еве го правиме како таков притисокот. Треба да се чека нов закон или не. Треба подитно ви луѓе Не, треба тука да има доблест, правна култура и домашно воспитување. Правна култура и домашно воспитување да има. Значи, пак да не искочам да се повторувам, но значи, ако некој што ве избрал не смета дека сте неспособни, намалете си ја и својата морална штета и штетата на правната држава и дајте си оставка. Тоа е, мислам, јасно како бел ден. Немојте глупости да лупате, ви се смее цел народ за како тоа било невидено, тоа било ваква, тоа било така. Дајте, кажете кој резултат сте го направиле. Мислам, срамота е. Тој судски совет стана
не знам, некогаш се срамам што сум правник со такви ликови. Таму имате и добри кадри. Имате суди, например, суди кај од основен кривичен суд. Ворит ли овој начин на избор на овие петтими на суди? Еве, Коалиција за правично судење смета дека треба да има апсолутно измена во начинот на кој што се бираат и така натаму. Мислите ли дека, освен што треба овие да се тргнат јасни се тези ставови, дали истиот избор ќе гарантира? Па видите, сега тоа е прашање на експертска дебата, може за тоа да се дискутира, но ова е акутно. Ова е акутен проблем. Значи имате неспособни луѓе кои што дремат таму и ништо не прават. Нити се истакнати правници, нити се стручни за нешто, туку се политички испостави. И тие луѓе мораат да дадат оставка. А се согласувам дека треба да има дебата и да се донесе најдоброто решение. Дали тоа ќе биде во форма на судски совет, кој што ќе бира, дали ако биде во форма на судски совет, начинот на избор на тие членови. Но еве го имате и во повторно ќе се повторам, го имате и во овој закон еден од критериумите вие истакнат правник. Така. Кој од Весна Дамева, овој другиот како се викава, што бил у партија и што ја разреши неизе на незаконит начин, што се кара, што се тепа. Сашо? Не, тој беше судија. Како се они истакнати правници и другиот судски советник во апелационен суд. Пошто се они по кој критериум се истакнати правници? Јас многу би сакал да ми политички веројатно. Тука без друго. Значи да немаат труд некој напишано, да немаат нешто учествувано во некој закон донесување или што? Така да срамота е. Истовремено амбасадорката Агилер денеска вели дека е важно целиот процес на тема судскиот совет и интерпелациите да биде јасен и транспарентен. Да се следи на начин што е јасен и транспарентен за сите оние кои го наблюдуваат, па појасно и потранспарентно од ова има ли? Како ја разбирате поракава? Да, таа вели дека не коментира, што и во ред апсолутно, но што појасно и потранспарентно од ова? Па јас истото тоа го кажам, а од друга страна ние изгледа него ние изгледа многу милуваме да слушаме секогаш што ни кажуваат странските амбасадори и ако тоа го продолжиме, не да бидеме ние во конфликт со нив, нека се обиде не да е на Америка на кого сака нека биде. Нека се обиде таа амбасадорка тоа да дава совети за владење на право во да речеме некоја нормална земја во Велика Британија или во Франција или негде. Ние сме изгледа тука погодно тло. Сегогаш они ќе речат да, ние инвестиравме за реформи во судството и тука ќе бидат во право, но треба да се знае до каде и колку некој може да се менува. Апсолутно се согласувам дека ако имаш дадено пари од твоите даночни обврзници, дека сакаш да знаеш каде отишле тие пари и дали се гледа светло на крајот на тунелот. Но се повеќе од тоа е више излегува од Конвенцијата за дипломатски односи, од Виенската конвенција за дипломатски односи, но како што кажав, ние сме навикнати да бидеме правен протекторат, што малце треба да го промениме тоа. Не можеме така да бидеме стално и кој ќе се повикаме. Странскиот фактор не рече вака, странскиот. Па вие тука имате и професори наши писмени и суди и обвинители, адвокати кои што се доветни да истуркаат некое кредибилно законско решение или некој и да воведат правен систем. Доста више чекаме како лица со посебни потреби некој да дојде од странство и да ни соли памет како треба. Можеме ние да го направиме тоа, само треба волја да имаме.
Уживав во разговорот со вас, сакам да ви искористам само за уште едно прашање, уште толку имаме време. Настрана од оние морбидни искази кои вчера во нарочиштето последно за случајот убиството на малата Вања и велешанецот Панче ги изнесе Велибор Манев како еден од осомничените. Она што ве прашувам како адвоката, бидејќи јавноста беше добро, како и да е, подобро да не се каже никогаш некој збор отколку да се трудам да го повторам, е многу чувствителна на тема овој случај, во смисла на тоа дека и околу обезбедувањето на доказите имаше разни шпекулации, така натаму и така натаму. Знам дека не сте директно вклучен во предметов, ниту пак сте бранител и така натаму, но ме интересира од позиција на адвокат кој осовршено ги знае и разбира овие работи, се ли е обезбедено онака како што треба од она што досега го гледаме на тема докази, на тема. Па повторно ќе ви кажам, јас немам извршен увид у предметот и затоа морам да се ограничам, но вака како обичен гледач како секој изгледа дека обвинителството барем за некого од овие обвинети има обезбедено докази. Ако мене би ми сметала една работа, ако навистина јас имав знаете што ми засмета во тој предмет? Значи, вечерта кога беа уапсени, веднаш имаше пресконференција од основниот јавен обвинител и од тогашниот министер за внатрешни работи. Тука се подгреа народот и тука се подгреа она, како би рекол, јароста на толпата да бидат јавно екзекутирани со тоа што уште не беше почната постапката, не беше ни поднесена кривична пријава, поранешниот министер ги нарече монструми, вакви, такви монструми, народот тоа си го зема. Се работи за јас, видете, една работа ми падна во очи. Обвинителката вели: не знам како можел Палевски да ги има записниците од другите обвинети, демек одма нешто. Тоа е нормална техничка процедура. Колку се таму обвинети, 4 или 5, не знам, 4 или 5. 5 мина се вкупно. Па на секој осомничен кој ќе даде исказ во обвинителство му се дава записник. Одбраната секако си ги разменила записниците. Што е тоа кривично дело? Како беше тоа представено? Од каде му се? Влезе навечер од шутка, искочи и ги украде записниците. Голема работа. Сите тие така како делуваат аматерски некои одредени чекори, па од тука и ова. Ако има, јас на пример не можам да го разберам таквиот однос, таквото однесување. Јас кога би бил обвинител, значи ако јас имам докази, цврсти докази, сите права морам да му ги дадам. Морам. Ама нема да остана да го повлечем обвинението цврсто. Ја не знам што е тоа, од каде му се, што му се, како жени на чешма. Значи не може како му се. Ете како му се. Секој од нив, од бранителите има и после ги разменуваат. Не тоа како ќе спремам јас одбрана? Како на пример, ако немате пристап до записник. Ама како ќе спремам јас одбрана? Сега не знам за тие снимките. Приговараше прво обвинетиот. Дали е така или не е така, ја не сум ги гледал тие снимки. Не би можел да ги баре и вештачење на чаура и така натаму ќе видиме. Во секој случај чисти се рочиштата, случајот. Па чисти се води брзо, се води брзо тој предмет, се води ефективно тој предмет. Сега, ако има докази, тоа е тоа. Изгледа не сме навикнати ние на вакви грозоморни настани, кои што да речеме во други земји почесто ги има и затоа така уште сме во и не дај Боже да има такви настани, но сакам да кажам дека не сме навикнати и затоа со таква сензитивност ги воспримаме сите докази. Но морам да кажам една работа. Не само за Палчо и за овој случај, за сите случаи воопшто, во принцип. Значи, колку год да е брутален случајот, да е грозоморен случајот, значи, секој човек во модерна демократија и во правна држава
има право, тоа го викаат англичаните a day in the court, значи ден во суд. Значи имаш право да дадеш своја одбрана, да се произнесеш за сите докази што ти се против тебе и тогаш непристрасниот суд во кој што сите ќе веруваат да донесе една пресуда. Така функционира една правна држава, а не функционира како сака народот. Или ако јас не ми се свиѓа Палчо, па ќе речам дека е ваков, таков, или ми се свиѓа, па ќе се обидам да ја ретерирам наводната негова вина. Значи мора обвинителот, судскиот совет и одбраната да го работат тој предмет. Никој друг не може да седат, ја ги викам Facebook и Twitter правници и херои. Значи, ме видовте денеска колку пати се ограничив за предмет во кој што не учествувам. И непристојно е да збореме за тоа. А сум адвокат и правник. И сега вие имате секое лице кое што е сокриено позади sa тастатура, он коментира судска одлука, он коментира барање за притвор, он коментира притвор, он коментира... Готово, завршила постапката, готово, све. Ма добро, дајте им каква казна веќе мисли судот, но само ако се утврди дека се виновни, надвор од разумно сомневање, тоа го бара законот. Значи, што денот на некого ќе му се направи ако се помине со трчање низ таа постапка. Така не функционира правна. Тоа е цел елементарен склоп на кој што укажувате и тоа е факт. Сашко Дуковски, ви благодарам што вечерва сепак и покрај тоа што не сте дел од сите овие предмети зборувавте за правните рамки суштински, издржани и оние како на база на кои треба да ја градиме правната држава. Уште еднаш благодарам. Ми беше чест. Ви благодарам вам. Почитувани, се надавам дека уживавте и се надавам дека ги добивте потребните анализи и одговори на вашите прашања. Се обидуваме тоа да го направиме на едно поедноставно ниво, на еден поедноставен јазик, за да може јавноста да биде и аналитички информирана, не само основно информирана преку информативните изданија. Останете на Алфа и гледате за или против.